Работниците утринава го започнаа протестот пред собрание. На две локации ги блокираа пратениците да не може да дојдат на работа со сопствените возила и да наплатат патни трошоци. Но како што посочи председателот на Сојузот на синдикати на Македонија, најголем дел од пратениците станале рано и на работа дошле пред 9 часот. Како што им ветивме, денеска по 21 човек на две локации ги блокираме да не можат да дојдат со сопствените возила на работа како што идат, да не можат да наплатат трошоци за превоз како да трошат керозин и да мора да дојдат пешки или со јавен градски превоз на своите работни места. Моите информации се дека голем дел на пратеници станале рано утринава за да дојдат пред 9 часот на работа, за да не се соочат со работниците на улица, затоа што се срамат од своите гласачи, затоа што одбиваат да зголемат работничката плата, а од друга страна пратеничката плата според последните најави ќе се зголеми не само за 9,2%, колку што се пресмета гувернерот на Народна банка дека се зголемува просечната плата во 2025 година, туку и за 12,6%, затоа што Уставниот суд голема е веројатноста да укине уредбата на владата од претходната година, што ќе каже дека на 100 или 120.000 денари добиваат 21% зголемување на нивните плати. Протестот се организира со цел зголемување на минималната плата на 600 евра, како и зголемување на сите останати плати за 6.000 денари. Од ССМ очекуваат на денешната седница ова да се најде на дневен ред. Првата дестинација е токму тука, со оваа денешна блокада, која ќе трае до започнување на седницата на собранието, која е закажана за почеток во 11 часот. Мислам дека денешниот ден треба да ги застрами сите, а најмногу оние 120 избрани пратеници, и мислам дека дури денеска на седницата која ќе ја имаат треба да предложат зголемување на минималната плата на 600 евра и зголемување на сите останати работнички плати за најмалку 6.000 денари или за разликата од претходната минимална плата и новата минимална плата која ќе ја изгласаат. Доколку не го направат тоа, како што ветивме, ќе собереме 10.000 подписи, ќе им станеме овластен предлагач и ние, работниците, ќе им ги намалиме нивните пратенички и нивните функционерски плати. Дополнително тоа што сакам да го кажеме дека не осудуваа дека иницијативата на ССМ за намалување на нивните плати за 80% била неуставна, затоа што ќе дошле на минималец. Па сватиле колку тешко ќе живеат на минималец. Работниците протестираа и претходно, бидејќи не се преживува месецот со сегашната минимална плата.